Драги мои пријатели и пријателки, добар ден, добро вечер. Добар ден ќе кажам затоа што уште е светло и неку вечер е за нашите појми 20 часот и тоа како е навечер, што значи веќе позатемнети простори и серотонинот полека нека се точи за да имате мирен и спокоен сон. Еден од условите за мирен и спокоен сон е попразен стомак. Така. Дефинитивно проверена работа. Инако пустото бе, тоа сладко поручек да се преспие, немаш појма. Мислам дека е толку сладко пладневната дремка, исто како кога ќе станеш са бајле, се спремаш за работа или за школо, или за назабар и разбереш дека е откажано и продолжуваш да спиеш. Па викаш, Боже, колку е убав живот. И така, што ќе правите? Добри сте, арни сте, не се секирите, ќе има многу време да гледате телевизија, YouTube и останати канали. Овој пат HBO за оние претплатници кои го имаат и го следат HBO, овој викенд ќе биде Марвелов викенд, што значи сите филмови на Марвел по ред од Iron Man, предпоставам дека од Iron Man ќе почне, па до Endgame. Значи, Кептен Америка, Iron Man, Тор и така натаму, и така наваму, и ред други работи. Што би рекол Миле Паника. Туку, ми е драго во ова време на тотален колапс на морал етика и пред се економија. За морал и етика нема да навлегувам, затоа што вчера мојот монолог многу минега си го сватија, ти бе си читал ли Библија и што да се расправиш? Не е проблем да ја прочиташ Библијата. Проблем е кој ќе почнат сами да си ја тумачат. Тоа е проблем, бидејќи Библијата сама по себе е едно, а за да ја истумачиш, бара нешто сосема друго. Иначе, да беше така да секој што ја прочитал и ја разбрал, немаше да бидат потребни делата на светите отци, кои животите ги дадоа во просветлението, да сето тоа што е вистина го кажат на прав начин. Бидејќи нешто кога е многу добро, многу луѓе има кои ќе си кажат, не бе, ја мислам дека е тоа така. И тукаш е крај. Тоа е веќе верски фанатизам, кој не е ништо поразличен од било каков фанатизам, кој знае да направи голема белја. И во ова време, кога веќе, искрено да ви кажам, ми збоктисува, не се случуваат позитивни промени. Навистина очекував дека ќе има малце олабавување на мерките. Последните информации говорат дека има голем број на заразени и заради тоа и така натаму и сето тоа. И предлог е донесен, а не е уште потврден, дека за викендот ќе имаме карантин до вторник. Така што светите браќа Кирил и Методи и Рамазан ќе бидат карантински проследени и прославени. Но тоа политичарите не ги спречува да викаат нема проблем што е тоа така, удри полициски час, но може да тераме со избори. Па дечки, ако може да се тераат избори, дај отворете ми кафани, дај отворете ми музеи и кино, дајте отворете ми кладилници отворија. Па нормално. Грми надвор? Да. У моје село грми. Да. Моето студио се наоѓа во близина на едно познато село, така што овдека почна да грми. Ке доја и кај вас. Добро е малце нека намокри. Големиот вовет, колку да потрошам време и минути, не е толку за време и минути, туку мене ми треба на вилицата за да си ја фокусирам малку мислата, бидејќи сакам да ви презентирам нешто убаво. Сакам да ви презентирам нешто убаво и нема да можам одеднаш. Ова ќе биде само прво запознавање, онака пипка-трепка, мал тач на еден креативен момент со една изворедно добра идеја. Мислам дека најубавите идеи во последно време што ни доаѓаат како цивилизацијски доаѓаат од софтверската работа, од софтверската сфера. И за жал ние публиката многу едноставно го да. Уште една страна, уште еден портал и така натаму во милион бескорисни портали. Тоа е просто неверојатно
колку дневно портали посетувате кои се апсолутно useless. Useless. Абе, никаква корист. Ама јас се информирам. Не бе, брат, ти се информираш затоа што дебилот, идиотот, ти го прави кефот. Тој ти е вулгарен, или тој од твоја партија, или и го исплюкал твојот омилен и така натаму и така натаму. Ја овдека зборам за некои вредности. Посветив 2 емисии за Грид, каде што имаше страница и за книги, Македоника и уште навистина една цела лепеза од многу корисни алатки кои животот не само што може да ви го разубава, туку можете и да остварите нешто, да направите, да бидете креативни, бизнис и така натаму. Деновиве ме контактира едно пријателче кое го знам уште од 103-ка, во времето кога беше оној првиот бран на нови, млади автори на електронска музика, кои, благодарејќи веќе на првите PC-а и првите звучни карти, се охрабрија наместо она класично бенцо и така натаму, да можат самостојно да креираат потпун звук онака како што они го замислува. Прекрасни, храбри времиња. Еден од нив беше Васил Буралиев, кој па треба да ги најдам снимките, видиш, сега како зборам, си ги артикулирам работите. Треба да ги најдам снимките, поготово тие раните снимки, и тоа би било интересно да се слуша. Нормално, како и јас и он, растеме семејство, мораш да прехраниш, радиото од љубов не се живее, нели кој ќе рече, да Јанко 103 беше супер. Да, ама без пари работев. Ме финансираа мајка ми и татко ми. Ама и мајка ми и татко ми умреа, морав да засукам ракавите и јас да заработувам. На радиото, на 103 немаше пари. Не бевме сите како Велелепниов. Шега на страна. Сакам да кажам дека ете повторно таа генерација на луѓе која некако, како да кажам, исчезна, ми се врати на радар, една страна која не можам да ја кажам ни како портал, ни страна. Многу е посушествено и многу е послоевито. Значи, ќе ми дозволите први малце внимателно, значи, ќе бидам побавен од вообичаено, бидејќи сите инстинкти ми говорат дека се работи за огромен потенцијал. Ако во 90-ти години, например, што се однесува до музиката, никогаш не се направи една селекција на македонски народни песни, класични, поп, фолк и така натаму, во некои изданија како CD, за да почне да се капираат некои работи како може, како треба и така натаму. Еве денеска повторно само од љубов кон музиката, кон креативното, тоа е тој внатрешен порив што ќе го направи. И затоа што е тоа така почнато и направено, ја би сакал да успее да биде расширено, и да успее да биде позитивно како бизнис модел. Но суштината што ја носи е многу позитивна. Драги мои, ова е музички регистар. ВБУ, така наречен. Музички регистар. На оваа страна, се што се однесува до музика е поставено. Прво, македонска музика. По жанрови и секако со податоци. Еве, например, колега, ај вака нешто од македонска музика, жанр, например, или бенд да ми кажеш. Имаме амбиентална, евергрин, инструментална, латино, популарна, ритам, бас, сол, традиционална, етно, фолк, джез, шлагер, хардкор, трипро, танго, рок, реге, метал, класична, експериментална, блуз, детска, електронска, кросовер, панк, религиозна, светска музика, театарска и филмска, фанк, хип-хоп. Пазе, жанрови. Нешто те чеша? Рок музика. Ајде да отвориме рок музика. Идеме во македонска рок музика и овдека се изданијата со музички файлови и со податоци кои ги немате генерално. Имаме Александар Господов, имаме G-Note, имаме Горан Таневски, Lufthansa, Визвокс, Дамир Пух. Да барам нешто?
посебно. Мугер, Фугер и Готра. Еве, вака позвучно име ми се појави. Мада овдека Готра го имаме доста, еве гледам, појма немам што е ова. Вика Вина Девица Јовче Пандев во блуз рок типно издание како сингл, издаден ноември 2019 како самостојно издание. И сега ќе кликнам на ова. Значи ми го дава спотот, не секогаш има спот. Не секогаш песната има спот, но претежно е направено така. Значи, она што е битно е што има податоци, што одма знаете за кого се работи, кои се учесници, Јовче Пандев, Иван Петровски, Сандро Вечерски, Джигер, Живко Барбутов и така натаму. Но денеска и, например, еве, на ваков начин се запознаваш. Ова е море, иако, например, море од податоци и од бендови има, навистина, вака, ова како почеток во ова е дел. Сето ова расте, знаеш, треба огромна и обемна работа за да се надополнува. Ја одбрав од електронска музика, има едно типче кој се вика Ербил Джемовски. Во спотот, во музиката, во песната учествува и Илир Хидри на виолина, а аранжманот, продукцијата, музиката, миксирање, програмирање на Ербил Джемовски. И ја одвоив една тема, чисто да видиме, значи овдека имате оценка, кога е издадена, евидентиран кога и така натаму. И сега малце ова се повеќе и повеќе ми наличува на една идеја како Spotify. Ама тоа треба да се елаборира малце повеќе, а вие да го разберете. Веќе ова ќе биде наједноставниот начин за пребарување и на едно место с целата музика. Ја ќе отворам после и за постарата публика која бара македонска етно музика нешто дел. И сега го најдов, ја најдов оваа песна на YouTube, која се вика Hold Me Down. И евеа темата, режија може да иде звукот, те молам.
Значи, за жал, овие прекрасни numeri на Ермил Джемовски, само уште еднаш да покажеме, овака е видеото негово. Ја чисто да го илустрирам, некако ми одговараше со видеото Magic на Еуфорија. И навистина ме заинтересира. И ете, бидејќи ја за жал не сум толку не можам да следам се, што не е оправдание, Ербил Джемовски ме заинтересира. И сега кликам на Ербил Джемовски. Да, еве, например, сега случајно ја најдов на почеток неговата песна, неговата тема, сега ме заинтересира што има друго од него. И еве ги неговите изданија, кои не се малце, и секако со оние, навистина, податоци кои, ете, дисџокеите, радиоџокеите, видеоџокеите, па и љубителите на музиката ги интересира од која година е и така натаму, која издавачка куќа. А морам да признам дека Ермил има светски звук, светска продукција. И ете ќе го преслушам сигурно уште повеќе. Но, како и се, не секој е љубител на таков вид музика, како што ова беше електронската. Секако ова е се во некој ограничено, еве како што гледате, има и детска музика, Златно Славејче. Баш ме интересира да видам што има во традиционалната и етно. Намерно не се подготвував нешто посебно, освен за Ермил, кој моите JBL звучници така убаво го галеа бетонот на околните комшии, тоа беше просто преубаво за... Еве да видиме од жанрот, последни 100 изданија од жанрот традиционална етно музика. Значи, збориме за албуми. Еве, Да сум бистра вода, Сузена Спасовска, издадено во март 2020. Горан Папас, Што да правам, што да чинам, исто така 2020. Баклава. Што имаме друга? Сузана Јочева, Јоко Таневски, Кирил Џајковски. И Кирил Џајковски овдека е ставен. Да, па секогаш етно теми. Јано Мори на IQ, мојот омилен состав, кој, ете така, неславно беше искритикуван заради Евровизија и мене ми се допаѓаат. Nostalgic Love, Благој G, инструментална светска музика, традиционална типна издание, долго издание. Значи, све ова што го гледате се исклучиво автори од Македонија. Небо и земја, различни изведувачи. Ете. Секако во наредниве денови, со задоволство малце ќе расчепкам на ова, страната се вика muzичкирегистар.com. Да видам кросовер, религиозна. Еве, доста интересно да видиме што има тука. Химни за Рождеството Христово од манастирот во ведение на Пресвета Богородица Елеуса од 2007, ова го имам. Македонска музика 3, различни изведувачи, религиозна од 98. Интересно. Христос воскресе, хорот на ангелите, македонска црковна музика. Ова издание од 72 година, некаде ми се плеткаше како винил. Но не секој издание има и музичка подлога. Ова, например, ова LP, еве, нема овде, но можете, еве, например, да видите дека на оваа компилација кој све учествувал, секако и линкови до Тодор Скаловски, Томислав Зографски и така натаму. А еве, мене што ме инспирира. Например, јас ќе расчепкам по моите остатоци од винилни изданија и ако ја најдам оваа плоча, секако ќе ја аплодирам и MP3-ките или било како на YouTube ќе им ги дадам и нека остане во регистарот, па утре некој кој ќе се заинтересира. 72 музика. Величанија Свети Кирилу и Методију. Видиш што, ова е сега линк кој не води никаде. Така. Затоа што ја нема MP3 песната во MP3 или на видео. Ова CD сигурно го има, популарна поп, латино, метал. Еве метал да отидеме да видиме што од македонски бендови, а они се прилично активни и како што се надевав, гледате дека има многу изданија.
и убеден сум дека сите овие изданија имаат некакво Арктус Сердарот 2013 и ова издание. Океј, ете, покрај регистерот ќе можете, сето ова треба да прерасне во нешто повеќе и од сето ова треба да произлезе една добра приказна. Сето ова е во рана фаза и ја малце пред време се истрчувам да зборам за Скарантин. Април 2020, Супер Хикс. Скарантин. Ајде да видиме што направиле, еве ги Скарантин, време и трајање 3 минути, Ненад Трифуновски Трипе, Петар Младеновски, Дарко Попов, Даро Симе Златков, Гоце Лаковски, Бранко Илиевски, Стефан Алексовски, Борис Минов, Сандар Спасовски, Ненад Трифуновски Трипе, така натаму синглот на Супер Хикс Скарантин. И после ова одиме со блок реклами, а вчера, како што ви ветив, одиме со вашите јавувања. Уште не можам да верувам, во затвор сум веќе 6-та недела. Многу баш и не останува, мислам само на воредни правила. Животот низ глава минува, напад на паника, кој не поминува. Решавам да пуштам гласно ска и малку рок следи за да заборавам. Ска е лекот кој ми помага, во овој месец што не проаѓа. Сите танцувајте по балкони и по куќни дворови. Скарантин, скарантин, сите сме во скарантин. Скарантин, скарантин, живот затворен и фин. Скарантин, скарантин, сите сме во скарантин. Скарантин, скарантин, живот затворен и фин. Трета недела разговарам со мојта сенка дебела. Ментално сум малку одитен, настанот се потесен од ден на ден. Животот низ глава минува, напад на паника кој не поминува. Решавам да пуштам гласно ска и малку рок следи за да заборавам. Ска е лекот кој ми помага, во овој месец што не проаѓа. Сите танцувајте по балкони и по куќни дворови. Скарантин.